Господа. Господи, помилуj. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За овој свет храм и сите што ли го отворио со веронабожно страв Божи, се молиме на Господа. Господи, помилуй. Заедно секава така гневе нужда се молиме на Господа. Господи, помилуй. Запази ме, Боже, со Твоята благодат. Господи, помилуй. Просиме од Господа. Подай, Господи. Нашите души и тела просиме од Господа. Подай, И Господи. до сите червена на Македонската православна црква, Охридската архиепископија. Денес Христос се раѓа во Вифлеем од Ева. Денес безпочетниот врекува во времето и Словото се воплотува, небесните сили се радуваат и земјата со луѓе се весела. Возлюбени и чена во Господа. Пред повеќе од 2000 години, кога се исполни времето, се случи настан што го преобрази и осмисли текот на историјата. Откако самопослушноста се оддалечија од својот Создател, луѓето ја заборавија смислата на своето постоење и терна по пат што води кон целосно обезличување. Но Бог со својата татковска промисла и грижа никогаш не напушти, туку многу пати на многу начини им зборуваше на овците наши преку пророците, а у последниве дни ни зборува преку Синот. Неопходно беше Синот Божи да ја прими на себе човечката природа, за да му возможи на секој човек соединување со Бога. И да се радуваме затоа што ни е отворен патот за соединување со нашиот Отец Небесен. Колку и да се трудиме подпирајќи се само на собствените сили, никогаш не ќе можеме да достигнеме совршена заедница со Бога, доколку Он не ни дрнеше во престен. Со неслиеното и неразделното соединување на Божјата и човечката природа, во личноста на Синот Божи, Он ќе прифази сите нас во својата преградка. Наше е да ви отвориме срцето, да одговориме потврдо на неизмерната и надумна Божја љубов и така да повитаме прекрасна поврзаност со минатото, но и со соборното радување на Господа. Живееме во време во кое на разни страни, особено на младите генерации, им се нудат безсмислени поводи за празнување. А што поводот е безсмислен, што не е во согласно со достоинството на човекот, тогаш и самото празнување е тако. Само пред неколку децении безбожните режими поведуваат и промовираат различни празници кои би ги замениле големите христијански празнувања. Колка е да беше нивниот труд, сепак нема успех, зашто душата на човекот Бог тешко може да се изгори. Денес пак многумина мишле на овој и на сите празнувања во Господовата година, да им ја разбере несмислата и пораката, не заборавајќи дека празнувањето пред се е радување на Господа. А радоста во вечниот нововладенец никој не може да ни одземе. Како народ, разделен од татковината и раселен по светот, да се трудиме празниците да ни бидат денови за духовна радост и единство и да покажеме со верата и делата своји дека со нас е Бог и ние сме со Него. Честит Божи и благословено новото лето Господово, Христос се роди. Архиепископ Охридски Македонски Стефан со членовите на Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија, Петар митрополит Преспанско-Пелагонески администратор Австралијско-Новозеландски, Тимотеј митрополит Деврско-Кичевски, Наум митрополит Струмички, Агатанга митрополит Повадалски, Методи митрополит Американско-Канадски, Пимен митрополит Евровски, Ларио митрополит Брегалнички, Јосиф митрополит Тетовско-Гостиварски,
Josip mitropolit Kumanevsko-Sokolski, Goras Branešek mitropolit Europski i Klimen episkop Kreglejski. Aleluja, 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 da ispravlja se usta naša, hvalenina Tvojego, Gospodin, iako damo em slavu Tvoju, iako spodobio jesi nas, i častiti se, sjavnim Tvoje Bože, sveni besmrtni, i život Tvojaših tajna, sobludi nas, Gospodin. Koji blagoslovaš, onje što te blagoslova, nigi prosvetуваš, onje što se nadeva na tebe. Spasni Tvoji, da te blagoslovi od Tvoje, da nas ne čuva Boga Tvoje da crkva, sveti vrši svaka Tvojina Tvoje dom. Proslavljenicu Tvoje da Božestvo na sile osnovi nas, što se nadeva na tebe. Podarili na Tvoje sredotvetu crkvi na sveštenstvo, da nisto ljubivio narod naših ljudje. Също всеко дарувани си го сложим народът, прощаване от за светлината и на Тебе слава да отсуваме благодарност и поклонение на Отца, Сина и Светлия Дух, се всекогаш и во вечни векови. Съобщения само. Кандидатите кои се за скокање за езеро по крсто да се пријават најкасно до 14.1. значи Василица, кај парохискиот свещеник, односно кај мене. За младите дечина дедо мраз се погрижите им подели поклони после причестувањето. А исто има една новина оваа година која сакаат младите да ја воведат во една традиција. За ова година се пријавија неколку клубови кои сакаат да честат со божичен ручек или божично мезе. Ја мислам дека повеќе од ручек е тоа направено. Така да, после тоа слободно може да се послужите во долната просторија со тоа божично мезе. Бидејќи тие кумови сакаат тоа да стане и црковна традиција, односно и понатака да се тоа организира во нивен стил. Се радвате, ќе бидете задоволни. Годишно собрание на Македонска православна црква Свети Кирил Методи ќе се одржи на 26.1. во недела со почеток во 12 часот. Прво нека пристапат сите оние што се за причест на оваа страна. Sempre estamos repetindo. Varia pritests.
стигат до търсене. Ние ще се причастуват. Не знам. Jedno samo. Žena ti zema. Žena ti zema. Ne, ja tamo, kako ne. Nema.
Javni odbor i во мое лично име сакам да ви честитам новогодишните празници, божичните празници, да ви посакам све најдобро, најубаво. И да ви посакам пријатен ручек. Денеска ние частиме заедно со кумското црквата, заедно со кумското благое со тројца негови. Имаме Блаже, Горан, Дејан, Зоран и Тони. Тие части денеска секој со ред да се земи и да имаме една икона раѓањето на Исус Христос кој сака да се остави колку што сака. Доброволно. Кој колку милува, Кој колку го милува може да се стави. со тие пари исто мислиме да направиме, да купиме за следниот празник Пак ќе биде ручек и да можеме традиција да го направиме секој празник да може да собереме некој динар и да се собираме вака. апел да не се прави гужва, има за секој. Кој колку милува, благодарни сте.